Добро вечер. Недела 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитани гледачи. Вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 90 до 100 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечер имаме одлично интервју, некаде околу 100 минути трае со Петар Богоевски. Може да го сакате Петар Богоевски, може да не го сакате, може да го навредувате. Меѓутоа ние имаме одлично интервју со толку ексклузивни информации. Тој што ќе седни да го гледа интервјуто нема да стане 100 минути, да ме верувате, почитани гледачи. Значи 100 минути интервју со Петар Богоевски, со многу ексклузивни работи. Останете со нас, сигурно нема да зажалите. Во јуни имавме интервју, кажавте две работи. Рековме за 3 месеци ќе имаме проверка на факти, што сега модерно, што сте погодиле, што сте промашиле. Првата теза беше дека има две сценарии, дека во ниту едно од тие две сценарија Мицкоски нема да биде премиер. И не сте на премиер, освен ако Централниот комитет на ВМРО ДПМН не му изгласа да биде почесен премиер. Па он изгласа на ЦК дека победил. Тоа исто како да се бориш во ринг, да изгубиш пред очите на целата јавност, а вашиот тренер и оние локал став да ти кажат браво шефе, победи, ние сме за тебе. Така и ова кај случајот со Христијан. Пред да дојдеме до двете сценарија, едно прашање до вас. Вие ги исполнувате сите услови да бидете лидер на ВМРО ДПМН. Изгубивте на вашето гласачко место. Исто како што изгуби Христијан Мицкоски. Одуше вие само 3 гласа освоивте. Да. Немате некој член на партијата што е во вашето изборно место и на вашето гласачко место? Јас секој ден се сретнувам со моите комшии и со други луѓе дуќанџи околу моето гласачко место. Некте имав случај со еден газда, доседнав собственикот на книжарница тука во комшии. Имаме проблем тоа што сите тие кажуваат дека гласале. Имате 3 гласа. Не, гласале, а нивните гласови ги нема. На гласачкото место... Да, не сако Љубе Бочковски. Не, како Љубе. Со мастило било за... Да, било со мастило заокружено, ама мастилото се бришело, па тие заокружувале... Не. Јас им викам да сте здрави и живи, ви верувам дека сте гласале сите, верувам дека не ве лажат. Системот електронски кој беше паднат и беше... Не гласале, ве лажат. Беа уредени изборните резултати по вкусот на Заев и Мицковски заедно. Го даде тој резултат, но како и да е, и еден глас да биде, ние кажавме дека ќе бидеме задоволни со 3, и со 300, и со 3000 гласа, ама те да бидат чисти и искрени гласови кои препознаваат алтернативата. Во ред, Богоевски, видите. Вие значи едно 5-6 години развивате приказната дека сте амерички човек, американски човек, клучен играч на американците. Не развиваме приказна. Па добро, реформатори во ВМРО. Па реформаторите беше комуникација со Джейс Бейли, снимање со Джейс Бейли во Крушево, гостин кај вас во Шуламина. Еве гледате вие од млад ВМРО станавте капиталист, имате капитални инвестиции во Крушево, Шуламина. Тоа го разговаравме минатата емисија, да не се навраќаме уште на шно. Како амерички човек, вие сте покрадени или искрадени на изборите. Да не сте искрадени толку да не сте освоиле само? Не. Значи ви кажувам дека јас и еден глас да биде, верувам дека еден глас. Ама 3 имате ваше изборачко место. Она што го кажуваат луѓето, дури имавме една анекдота со комшијата. Колку имавте? Комшијата кој помагаше во изборите. Така? Испаѓа дека една жена не гласала. И сега прашањето дали не гласала мојата жена или неговата. Ама Богоевски. И се смееме, викаме комши, една мора да ја разведиме, пошто очигледно една не гласала. Нелојална. Не е лојална на Богоевски. Еве, теоретски. Некој гласал погрешка за вас. Значи останува двајца. Ја и сопругата. Да. Значи или сопруга, ако гласала сопругата за вас, вие не сте гласали за вас. Значи вие не сте гласале за себе. На шалата станува збор за сериозен проблем во државата. Ние живееме во контролирана демократија. Не во вистинска демократија. Сега му дата на Алиби на Мицкоски да ја бойкотира локалните. Па пред 2 дена. Малце ми е смешно со Мицкоски. Пред 2 дена Александар Пандов. За него се фалсификати изборите, ама само за него, а за нас не се. Јас го кажувам следното. Падот на системот електронски на ДИК и појавувањето на 3 пати различни резултати барем за нас и пред да почне кампањата, хајката која ДИК ја направи против нас, со објавување на имињата, листите на македонски концерт, со се матични броеви во јавност. Кој го направи фалсификатот? Зборува за тоа дека кој го направи фалсификатот? Па јас ви кажувам дека ВМРО ДПМН и СДСМ се сестри близначки. И они заеднички министер Наки Кјулев. Не, заеднички, за да преживеат,
Затоа што на овие избори они беа шиканирани од граѓаните. Председател Они на беа ДИК. масакрирани од граѓаните. Председател на ДИК е Оливер Дерковски во тој момент. Па тоа ви зборувам, значи човекот од тоа е доверба- заеднички направено. човекот од доверба на Мицкоски. Невозможно е да се фалсификуваат избори без амин на двата големи блока. Невозможно е. Значи вие, Тоа е буквално опасноста дека и двете партии ќе бидат под 300.000 гласа. значи Богојски, Се организира да бидат како да кажам, Значи, барем да е надминат значи, вие- оваа казна на изборите сега. значи вие, Да преживеат и двајцата лидери. значи вие всушност сте статистички компјутерски казнете на изборите, а не дека народот не ве сака. Читате таму? Не, јас сум- Не, а читате таму на тоа социјалните мрежи Не, ве прават, напротив, ма јас- ве прават салата од зелка. Значи, растур систем ве прават. Ама тоа значи, социјалните мрежи треба да знаете дека Да, ама упорно е растурат. упорен е системот на партиските ботови и тоа упорно го земате како некаков во Не, исто не го време земам, не, ако са- ја са- имам ако само јас имам читам. 30 негативни коментари, Не, ви имате- имам 1200 Не, лајкови. не, ви има- Тоа што значи а- дека многу ме сакаат граѓаните? Не, сте имали. Нема врска тоа социјалните мрежи. Пред изборите имате 1200 лајкови, кои мислат дека ќе И сега освоите. имам. Не, имате се, имате 50-60. Сега Не, да ги отворам сега гледат сега дека нема Не да се сака да власт. ги отворам сега моментот. Тоа е македонскиот менталитет. Додека ве перцепират како можна власт, вас како амерички човек, американски човек, тие ви лајкат. Тука после тоа ги нема. После ги нема. Не е точно, еве сега некне имав, не се сеќавам за што беше Сте точно. спонзорирале нешто, сте Мислам сте дека бустирале. беше за македонскиот јазик нешто. Или не знам која тема беше, има над 1300 лајкови, така да Сега сте- нема врска тоа, јас не го гледам како поддршка реална. Сега сте тврд националист. И Во која смисла тврдна Па не знам, до пред 3 месеци бевте омилен бугарофил на Софија, сега сте во наводници омилен бугарофил на СДСМ. Не, обратно е. Да, па Обратно е. дури за Александар Македонски почнувате да пишувате. Не, обратно Па е. за До македонизам пред 3 месеци- кој влече корен од Александар Македонски, да. До пред Ма ве 3 читам месеци како бев, не сега. До пред 3 месеци бев омилен на СДСМ, перцепирајќи мене како закана за Мицковски, додека они го перцепираа Мицковски за закана. Од кога се ратиса од заканата Мицковски, веќе не сум омилен на нив, а инаку со Бугарија се останува стариот проблем. Јас ви го зборев и во другата емисија. За бугарите сум цел живот Пера Богојевиќ, а за србите Петре Богоев. Само и само затоа што сум единствено и просто Петар Богоевски. Па вие Они не можат да голтнат постоење на автентичен македонецка комедија. да сте автентичен македонец, треба и на Халкидики да одите. Одам, омилено место ми. Да бидете антички македонец. Експерт сум за античка Македонија. на бузуки. Положив со 10 кај Наде Проева античка И Македонија. наместо во црквата, доите во некоја гркоманска црква во Битола. Сум бил во и некоја во влад. црква И тогаш би биле сум бил во црква и и во тогаш би биле Солун, класичен сум бил и во македонец. Сум бил во црква и во Софија, сум бил во црква и во Албанија, така да добро. црквата за мене е црква. Надежен сте тогаш, да бевте малце повозрасен, ки имавте тука истетовирано JNA 1987 година, некој тенк, некој топи, некој срце, и Во тогаш би моето биле, семејство нема традиција. тогаш би биле прав македонец, Да. кој може и пери носи да прави што сака. Види, во моето семејство нема традиција на JNA и во мојот дом во Крушево кај што пораснав не постоева никоја слика на Тито. Еве добро сте били у българската армија. Како ве Александар Протогеров. А не, мојот прадедо бунтурот поклонно сам презимето, еве да откриеме тајната на бунтурот. Бил во бугарска Портото ме армија? понижуваат со тоа бунтур. Бил во Они бугарска не армија? сваќаат дека мене ми е гордост бунтур прекарот. Тој е од мој прадедо, јас сум веќе трето или четврто колено кој го носи тој прекар. Се гледам и на малиот на синот го викаат малото бунтурче. А значи мојот прадедо бил ополченец и се борел за слобода на Македонија на Одринскиот фронт, доле на Цариград. Колку ви се децата, на која возраст? 13 и 6 години. Треба да издржите уште 12 години, тогаш и 5 гласа ќе имате на избори. Да издржам уште? Уште 12 години. За со да партијата, дојдат барем 5 гласа. И да имате. ќе бидам комотен дека сум успеал да пораснам во гласот. Во гласови. Тоа значи ќе биде Види, пораз, значи јас мислам- од 3 на 5, значи ќе имате Да. пораз од 80%. Да, јас мислам дека ако во Македонија немаме контролирана демократија, туку имаме вистинска реална демократија, на следните избори ќе имаме победа, а не раст на зво мали бројки, бидејќи и на овие избори нашата факторизација
беше далеку повисока од она која беше валоризација на денот на изборите. И сето тоа зборува дека ние не сме напреднале ниту еден чекор напред од она киднапирана, како ја викавме во времето на Груевски, заробена држава. Или заробена држава. Знаете, Богојски, вака кога ве слушам, вие сте како албанците во времето на Енвер Хоџа. Добро. Имале еден трактор, купиле уште еден трактор и го зголемиле фондот на трактори за 100%. Добро. Тоа е играта на мали броеви. Вие сте се факторизирале, окей? Вас нема да ве гласат. Вас нема да ве гласат. 6 гласа, значи 100% сме пораснали. Вие не можете председател на Кукен Совет да бидете, исто како ова несреќа Христијан Мицкоски, упорно губи на неговото избирачко место. Изгуби и сега, што значи дека изгубил. Меѓутоа, не го сакат како може да изгуби. Вие кога изгубите не ве сакат, кога ќе победите ве сакат повеќе од тоа што не ве сакат. Значи што ми изгубил Мицкоски? Едноставно е тоа, да. Да, тоа е многу едноставно во политиката. Јас пак да кажам, верувам во изборните резултати и сум задоволен, а во исто време им верувам на соседите кои ми тврдат и се колнат дека гласале за нас. Ајде малце да правиме одредена фактографија и да видиме што тоа што сте го кажале се исполнило. Можеме, да. Има две сценарија, тогаш не и кажате двете сценарија. Во ниту едно од тие две сценарија Мицкоски нема да биде премиер. Океј, направивме мала пародија, мала шега дека еве и на Централниот комитет му изгласале дека победи на изборите, но де факто не формираше влада. Да. Може ќе формира некоја влада во сенка, па ќе се чувства како почесен премиер, не е битно. Палатата е доволно комотна, може влада во палатата. Па има 8 спратата, ама може, значи све да има и убава атмосфера за влада. Кои беа двете сценарија? Според вас, првото сценарио беше да победи СДСМ на изборите и да формира влада со Албанската алијанса, со Таравари со села, значи? За да се остави па и алтернатива на Бесан, на Чафрем Гаши. На Гаши, за да се направи пад во јавноста дека конечно она што значеше груевизам своевремено, вклучително и Дуи, да, како значи, составен дел на тој режим, да застани во опозиција комплетно, за да може да се реализираат некои политики на, како да кажам, дережимизација на Македонија, или не знам како да го кажам тоа. Добро, нели тоа беше формулација за робена држава. И режим ослободување на државата, да. Значи ако е заробена, се прецепира како нешто што ја држи државата се уште заробена. Дуи, знаете, Дуи е како касиерка во јавна куќа, ама нема врска со курверај. Значи така можеме да ја дефинираме Дуи. 20 години тие се касиерка во јавна куќа. Гледа, ама молчи. Па понекогаш има многу муштери и дава, не само молчи, не само зима, тука се, значи тие цело време. Тука се но се невини. Да се врта во семејството пари. Но се невини. Како и да е, второто сценарио беше сценарио каде што би победил ВМРО ДПМН со 1 до 3 пратеници максимум, што беше некое возможно сценарио, зависно од периодот кога ќе се одржат изборите. Доколку изборите се одржаа во декември минатата година, кога блефираше Заев, а Мицкоски, ако беше доволно паметен, ќе прифатеше тој блеф и ќе одеше на избори во декември и ќе имаше повеќе пратеници. Тоаш повторно Мицкоски не беше да биде премиер, бидејќи имаше концентрациона влада, во кој ќе влезеа повеќе партии, вклучително можеби и ВМРО ДПМН, но премиерот ќе беше надворешно лице, немаше да биде повторно Мицкоски. Значи Мицкоски немаше шанси, а и се уште нема шанси да биде премиер во Сега има ново решение. Во овој момент, тоа значи дека новиот заклучок или решение или тенденција на политиките во земјата е дека Мицкоски нема да биде никогаш премиер, па ни тогаш. Знаете, има една средба која по мене е многу сигнификантна, а тоа е на еврокомесарот за проширување. Пред 10 дена доаѓа во Скопје, има средба со сите парламентарни партии, има со Заев, со Пендаровски, со Бујар Осман и така натаму. Со Мицкоски има средба во фоајето или во вип салонот на Скопскиот аеродром. И луѓето нели прават за фраканци, фала Богу имаме вип салон на Скопскиот аеродром и никој ќе мораше на некој шалтер да се сретне со Христијан Мицкоски. Значи човек од најголема доверба на Виктор Орбан. Доаѓа во Македонија, нели Виктор Орбан е човекот кој финансира, кој помага заедно со Јанес Јанши и така натаму и нема средба со Христијан. Дури не била ни планирана средба, едва и на молење, на туркање успеале да направат одредена средба. За странските дипломати, особено оние од Западот,
Тие од истокот се доста комотни во средбите со него. Оние од западот се чувствуваат многу некомотни и затоа го избегнуваат за средби. Меѓутоа е Верхај, значи човекот Верхај најголема добива на е човек кој пред да стане европски комесар беше прилично близок на господинот Груевски и на господинот Мицковски. И со самото тоа што дури еден Орбан и Верхај го банирале, го замрзнале односот со Мицковски, говори за тоа што постојано го тврдам, тоа е дека меѓународно христијан е целосно 100% изолирана личност. Меѓутоа гледате, И што он успеа и со Орбан да ја расипи работата, според мои сознанија он ќе престане да ги добива финансиите или поддршката и од Србија, бидејќи никој не е луд да фрва поддршка во бунар. Веројатно ќе му останат на господин Мицковски само парите што ги добијат од Заев. Оне што ги добија некни од изборите. 2 или 3 дена добија околу 2 милиони евра, ако не се лажам, сега веќе не можам точно. Сумите се огромни, плаќаат граѓаните, а Заев му ги додава радо тие пари на Мицковски, насреде битката да опстои Мицковски за лидер на партијата. Значи вие ако сакате да го симнете Мицковски од лидер на партијата, сигурно дека нема насреде битка, да му дадете токава сума на пари за он да има ресурси да извојува битката и достане лидер на партијата. Не само тоа. Значи Мицковски во моментов му одговара само на господинот Заев достани лидер. Војски. Јас значи веќе во континуитет ја кажам таа теза и нормално доаѓаат луѓе велат Месиово право, купен, продаден и така натаму, дека Заев може да биде премиер само додека Христијан Мицковски е лидер на ВМРО ДПМН. И тоа е теза која кај мене е континуитет веќе година или 2 години. Меѓутоа, гледате што прави Зоран Заев. Значи тоа е струмичкото сценарио кој он го правеше во однос на Киро Јанев и на Силвана Бонева. Сега тоа струмичко сценарио како да се бори против ВМРО ДПМН го пресликува и на централно ниво. Од една страна кокетира со Сашо Мјалков, има соработка со Сашо Мјалков, па дури ако Сашо Мјалков нели што го има оспорено статутот на ВМРО ДПМН на апелација, иако напри конгрес на кој ќе му изгласа делегатите од стариот состав недовреба на Христијан Мицковски, ние ќе имаме 2 ВМРО ДПМН. Значи, едниот крак е Сашо Мјалков и вториот крак е Христијан Мицковски, кај што му дава пари, го стимулира, го финансира не само во битката со Мјалков, туку и пред локалните избори во Штип. Што значи дека Заев игра на двете карти. Во моментот апсолутно Републиката ја управува струмичкиот концепт, а не македонскиот концепт. Значи струмички клан. Бидејќи за мене гласа нели тројца, а за господинот Заев 300.000. И граѓаните одлучија да ја води Републиката Заев, не Богоевски. И тој струмички концепт се почива на тоа. На отвореност за преговори со секого, отворен за соработка и комуникација со секого, и пред се менаџирање на она што значи конкуренција. Значи гледате, во овој момент ја мислам дека не е реална битката во ВМРО ДПМН помеѓу Мицковски и Мијалков. Станува збор за тоа како да преживеат структурите. Вие прв рековте дека е фингиран конфликтот Мицковски и бркањето од партијата на господин Мијалков. Мислам дека во изјава за Дојче Веле. Тоа беше уште за време на референдумот, после референдумот. Па не само референдумот, после референдумот нели тие го брка Мијалков. Сашо Мјалков од партија. А јас кажам дека тоа го исклучува, го прави и така натаму и така натаму. Па дури поранешни блиски соработници, дури бизнис партнери на Сашо Мјалков или на синот на Сашо Мјалков пред еден или пред 2 дена се снимени со Христијан Мицковски во одредена дискотека или бар во една наша соседна држава. Мислите во Белград? Во Белград, да. Па добро, Христијан може би отишол да ги среди односите и поддршката во Белград која губи. Па добро, главен анкетар. Тоа е интересно многу. Главен анкетар. Да успеете за 3 години од партија која ви остави Груевски со 450.000 гласа, да ја искоцкате по сите основи. Груевски остави меѓународни пријатели, ако беше изолиран од дел од меѓународната јавност. Тој знаеше да плаќа меѓународни пријатели. Плаќаше и уште плаќа, меѓутоа еден еврокомесар што го спомнав. Меѓутоа трагично е па да не знаеш да се не знам тоа како да го оценам дали остроумноста на Груевски со изборот на Христијан за негов наследник е всушност негова идеја за да он покаже колку ВМРО не може без никога. Или им е утка со Сашо па избра човек кој буквално прокоцка све. Поддршка внатрешна, поддршка од надворешни фактори, можеби не многу популарни, но надворешни фактори,
И на крајот на краиштата е човек кој нема храброст да каже ниту една порака, ниту една политика. Видете го сега во овој момент. Не, сигурно. Ајде да се вратиме за Белград. Главниот анкетар што ги правеше анкетите и што учествуваше во креирањето на стратегијата на политиката на ВМРО-ДПМН е стратегот, анкетарот на Александар Вучич и на Милорад Додик. Тоа е белградската филијала на Ипсос. Значи, тој ги прави анкетите. Значи, уште 2018 година му е сугерирано на Мицкоски дека времето не работи за него. Дека треба час поскоро да бара избори, тоа е значи после референдумот на 30 септември 2018 година. Тоа е таа линија. Стројник во таа линија е Александар Николовски, подпредседателот на Христијан Мицкоски. Тој е офицер за врска во целата таа работа. Ова структура има работено и за албанскиот председател Илир Мета. Има на избори работено и врз база на тоа има правено анкети за состојбата во Македонија. Се покажале точно уште времето на Никола Груевски и Николовски ја воспоставува таа релација. Еден од стројниците е газдата на Пинк телевизија Желко Митровиќ. Оние приказни, виден, снимен со старлети и така натаму, веројатно се во пакетот на договарање со ова белградска структура. Сега ве велите дека Белград го пушта низ вода, а он е снимен пред еден или два дена во некој белградски, не знам, на Инстаграм е објавена снимката од еден од соработниците на Мијалков. Колку е точно, колку не е точно, не знам, но објавена на Инстаграм. се дружи со соработниците на Мијалков. Меѓутоа, и тоа е природно, нели, пошто он е кадар на Мијалков, на лидер на партијата. Неколку пати поставуваме прашање, што имате работено во Белград? Во која фирма има работено во Белград? Кој бизнис го има во Белград работено? Вели дека куќата... Веројатно од областа на енергетиката и струјата. Така е. И трговијата со струја. Ако работи со Белград, значи работи со Ангјушев, работи со Воин Лазаревиќ, тоа е екипата, значи, која ја тргува таа струја помеѓу Македонија. Или евентуално синот на генералот Хамовиќ, Раде Хамовиќ, односно Вук Хамовиќ. Кој да е тоа? Значи тоа се структурите. Господинот Мицковски е познат анкетоман. Нели он така ги убедува дека ќе победи. Па ги лажеше дека на секоја среба струјаните му појавуваат анкета некако. Па нели 12 пратеника ќе имаше предност, ги лажеше членовите на центарот. Меѓутоа он не слуша луѓе што има сенс за политика, кој му кажа јасно и гласно дека доколку на референдумот избереше опција да настапиме онака како што јас настапив, и гласот против е глас за Македонија, и ако се изгледаше се гласа против на референдумот, сите тие мобилизирани околу 500 и нешто илјади гласови против, ќе беа на наредните избори за Христијан Мицкоски и он веќе ќе беше година или две веќе беше премиер на земјата. Да, и кога замина во Будимпешта, еден од првите Facebook статуси на Груевски, големи чаршафи Facebook статуси на Груевски, беше дека тој би одел со кампања против да се гласа на референдумот. И можеби тоа го извлекува како поука од 2004 година. И 2004 година на оној референдум за територијална организација, Никола Груевски го губи референдумот, за да се води кампања, некои прашања не заслужуваат одговор, меѓутоа тие 400 нешто илјади гласови кои прв пат ВМРО-ДПМН ги освојува на референдумот 2004 година, подоцна до крајот на мандатот или на владењето Никола Груевски, не му беа намалени, освен 2006 година кога победува со некои скромни 306-307 илјади гласови. Сега мене ми е победно нешто друго. Што правиме во земјава без опозиција? Не, конкретно. Што правиме во земјава без опозиција? Значи, Сашо Мијалков има добри релации со Зоран Заев и со Христијан Мицкоски. Значи, на Сашо Мијалков му се битни 2 или 3 работи. Заев да биде власт, Мицкоски да биде начело на ВМРО-ДПМН, кој ќе му гарантира на Заев да биде власт, а Сашо Мијалков да може да го троши својот капитал и да не заврши во затвор. Дали е толку успешен жонглер Сашо Мијалков да може во исто време да ги жонглира трите работи? Бидејќи, знаете, нас ни се покажа дека Јордан Орца Камчев е многу потврд играч, многу поуспешен играч од Сашо Мијалков во овие 3 години. Во суштина станува збор повторно, ќе ви кажам, за лични пресметки и лични интереси. Тоа нема врска со интересот на Македонија или интересот на ВМРО-ДПМН или на СДСМ. Тоа го дефиниравме. Станува збор за буквално, еве да ви повторам, буквално фингиран судир во ВМРО-ДПМН, со кого се прави театар за деца и младенци пред јавноста. Целта беше следна, по мене. После губење на изборите од обновата за Македонија,
Природно беше да се појават 10 пати посилни реформи од реформите кои ги правевме ние во времето. Вие на пример го посечувате името на Мартин Протугер. Само момент ќе ви кажам, да го завршам оваа Ајде. мисла. Со цел да не се случи таков процес на барање на одговорност за изгубените избори, мислам дека се поита со објавување на акција за вонреден конгрес за да се киднапира незадоволството на членовите кон Мицкоски и да се оглави и да се насочи во енергијата во погрешен правец, како Христијан би останал и понатаму на чело на партијата. Богојски. Значи, ние се согласуваме дека Мицкоски е неуспешен лидер. Дека нема талент за политика. Дека нема никогаш да победи. И дека се доека е ваков Мицкоски, Зоран Заев е безбеден во премиерската функција и премиерската фотелија. Меѓутоа, кога седнете да анализирате надвор од Груевски и они тесен круг на Груевски кој го носеше од Министерството за финансии, тоа е Милена Киевски, Гордана Јанкуловска, Зоран Ставлевски, персонификација на режимот Никола Тодоров, Ивица Коневски, Сашо Мјалков, кој би дозволиле овие луѓе да ја преземат ВМРО ДПМН, странците би реставрација на режимот. Странците би легализирале злостор во наводници. Значи, она кој го симнало шарената револуција. Што го симнала шарената револуција. А поентата да се порази Заев е вие да му налепите енергија на шарена револуција, некој да дојде и да речи ова што го прави Заев е негација на се оно што се бореле и да победат со 500.000 гласови. Да поедноставиме задачите. Но тоа не може да биде Владе Милчин, тоа не може да бидат потрошени луѓе. Да поедноставиме задачите, пошто многу е комплицирано тука да го објаснуваме. Поедноставено. Ајде. Ситуацијата е слична на она во Црна Гора. Кога ќе погледнеме Црна Гора оддалеку, ние сите знаеме за Мило Ѓукановиќ и неговиото поведение со правдата и така натака. Дека е наследник на старите структури, Југославија, комунизам, така натака. Од кнез Никола се шверцувало тутун. Кој ги гледа Не, да завршам ова, Се извинувам, ајде. А од друга страна, опозицијата како просрпска, проруска, никогаш немала легитимитет да добие власт. Она што денеска Заев успешно го прави во Македонија, тоа е дека он е успеа да ја киднапира, како што викав често, Груевски ја киднапира патриотската, Заев ја киднапира европската агенда. Впечатокот на меѓународната јавност, ако излеземе од Македонија, да зборуваме во Тирана, да речеме. Сите смета дека Зоран Заев е европскиот лидер на Македонија и само он е гарант за европска интеграција, а дека опозицијата е целосно просрпска и проруска и не сме да се дозволи да дојде на власт. Толку е проста црно-бела сликата. Се додека Заев успева таа слика да ја продаде и во земјата и во странство, он ќе биде власт. Кој му помага да он представува таа слика, тој му помага да остане Заев на власт. Тој е Христијан Мицкоски е најдобриот и Сашо Мјалков. Најдобриот играч да му помогне на тоа Заев, особено што Христијан Мицкоски после изборите, наместо да влезе во процес кој јас му го предложив, а тоа е редефинирање на ВМРО ДПМН од движење во Унија, за да еве како последна шанса да се спаси нешто од тоа што ние го знаеме ВМРО ДПМН романтично последните 2-30 години, он забега во тотален еден хаос, во коалиција со, мислам дека денеска треба да објави коалиција со Јанко Бачев, во коалиција со Мирка и Миленко, во коалиција, односно во функција ставање на Александар Пандов, на Патриотски институт кој е моје авторско дело, и идејно решение е моје Патриотски институт, со задача да ги превоспита и да им помогне на ВМРО-вците, кои ги отру пропагандата од Груевски, да ги врати во нормален свет и да ги извади од чарулата на омраза. Дозволете ми 60 секунда, една реченица. Ајде. Мицкоски место да стави човек кој ќе ги лекува тие луѓе преку Патриотскиот институт, ќе ги лепи и ќе ги лекува. Мицкоски стави човек што ќе ги доотруе и ќе ги убие. И на сето тоа му одиде кец на 10 на Заев, Заев да докаже дека ВМРО ДПМН е строго под контрола на московјаните и дека таа партија не може и не представува реално алтернатива за било каква власт во земјата. Добро, ќе идеме едно по едно. Значи, ја фингиран или нереален судир во партискиот трон за ВМРО ДПМН, ова го кажувате некаде пред 1,5 месец, 2. Значи, веднаш ко почна конфликт. Кој интервју само посветете? Ова мислам дека вие за
за слободен печат. Добро. Кога имате дајано, значи колку што може за слободен печат. А кога дадав изјава по повод пресконференцијата пред Да, ова ви за слободен печат и ви имате формулација дека партијскиот лидер Христијан Мицкоски и крилото предводено од Сашо Мјалков, дека тој конфликт е режија или во сценарио на поранешниот идеолог на ВМРО-ДПМН, тој е Мартин Протугер. Да. Дали сегашниот конфликт помеѓу Христијан Мицкоски и Сашо Мјалков е сценарио кое е напишано во главата на Мартин Протугер, реализирано со помош на парите на Никола Груевски и помогнато, како вие велите, со одредени КГБ структури, стари КГБ структури во Република Македонија. Меѓутоа, ајде едно по едно. Дали сценарист на овој конфликт помеѓу Мјалков и помеѓу Христијан Мицкоски е Мартин Протугер? Реално Мартин Протугер од 2008 година до денес, додека го снимаме ова интервју, сите сценарија на ВМРО-ДПМН се сценарија на Мартин Протугер. Значи присутен е се уште Мартин Протугер. Апсолутно. Некаде Он е дел од Светото тројство во ВМРО-ДПМН. Кој е тоа тројство? Господин Мјалков, Груевски и Протугер. Мартин Протугер. И извршниот директор или како се вика, тоа ни е... Тоа е познате како ЕФТО. Орце Стефанов. Не, мислев на Мицкоски извршниот директор на Светото тројство. На Светото тројство. Да. А ефто, ако мислите на Орце Тодоровски, е сосема друг човек. Да. Близо се работи на Мицкоски. На Мицкоски се одредени афери кои сега Мој пријател од дамна, од детството, од ума. се вадат одредени афери за некои пари добиени за менување на дупови во општина Газибева, меѓутоа тоа е сосема. Дознав за тоа тоа е реално сценарио, за жал. Тоа се вика Боки 13, го викаше. Тоа веројатно му е во наследство од средбите со кичејци со Боки 13. Го просветлиле лидерот на ДПМН со тргување со влијанието, го нарече Боки 13. Како легитимна трговија. Да. Пазете, легитимна трговија со влијание. Со влијание. Вие инсталирате советници, министри, пратеници, така натака, осварувате политичко влијание, станувате носители на одлуки и тоа влијание го претварате во финансиски привилегии. Во такво сценарио вие не мора ни да победите на избори. Доволно е само да имате советници, одборници или пратеници. Тоа е сценарио на Српска радикална странка на Војслав Шешелј. Вие секогаш велите ова нема да дозволиме да се случи и кога ќе дојде моментот на гласање вие или ќе гласате ако има потреба да се гласа или некои ваши 8 пратеници или ќе наплатите дебело. Или ќе го напуштите парламентот, а сето тоа дебело ќе го наплатите. На пример, ако ВМРО-ДПМН не се редефинира за 3 месеци, и нијата на ВМРО-ДПМН ќе биде она истата на радикалната странка на Војслав Шешелј. Со тоа што, за жал, само реформите има таква капацитет и сила да бидат новата партија на господинот Вучич. Тоа е веќе минато свршено време. Во Македонија е сега идно сценарио, сварливо сценарио, герб сценарио. Гледате, господине Богоевски, вие велите дека Мартин Протугер... Во Македонија ќе се изроди опозиција. Вие велите дека Мартин Протугер е сценарист на ова сценарио. Мартин Протугер е политички протеже на Мицкоски, барем 10 години наназад. Тоа е екипата која од ВМРО Народна преоѓа во ВМРО-ДПМН. Ако направиме одредена анализа, зашто? Никола Груевски си има своја структура во партијата. Тоа е Гордана Јанкуловска, тоа е Миле Јанакиевски, тоа е Зоран Ставевски, така натаму, значи целата таа екипа која носи Може да ме прекинам? Сигурно, многу е битна тезата. Сашо Мјалков има своја структура, тој е Коневски, Тодоров и така натаму. Единствен кој нема своја структура, тој е Мартин Протугер. Ја зима екипата од ВМРО Народна. Се купува структура во ВМРО Народна партија. Така Мицковски доаѓа во ВМРО-ДПМН. Од социјалистичка партија, по пријателска линија со таа екипа од УМС, од моје време УМС на Игор Гиевски, поради заеднички настап на избори, односно против нас беше Мицковски кандидат за избори за студентски лидер, се зближува со таа екипа со која беше конкуренција де факто, дава некои убави сигнали во времето кога се влюбуваат Груевски со Дзинго, објавуваат брак од интерес и во таа бракот со Бранко го раскинуваат, брак во кој учествуваше семејството на господин Мицковски. После раскинување на бракот со господинот Црвенковски Бранко и новата љубов со господинот Груевски, веројатно чедата на
Дзинго и она социјалистичка интернационала на господинот Милошевиќ стана возљубени чеда во ВМРО ДПМН, нешто невидено за ВМРО ДПМН, и сите нив дечкото без скрупули, без никакви стереотипи во поглед на ширината на политичкото дејствување, тој господинот Протугер го шопингуваше и го претвори во своја структура во партијата. Гледате, господин Богоевски, спомнавме дали Груевски е толку паметен да може да направи таква проценка, или дека тоа случајно му се случајно? Налегува состојбата. Видите, он прави двојка во врвот на ВМРО ДПМН. Христијан Мицкоски, Александар Николовски. Александар Николовски, после расколот со Љупчо Ѓоргиевски, смената на Игор Гиевски кој е председател на Унија на млади сили, председател на 18-19, колку тама на 20 години станува Александар Николовски. Да. Сите овие луѓе кои заминат во ВМРО Народна, тој ги исклучува, Александар Николовски ги исклучува, ги елиминира од Унија на млади сили. Кога тие се враќаат и му дават подршка на Христијан Мицкоски, нормално нека има конфликт со Александар Николовски. Значи, видите што прави Груевски. Во самиот врв на ВМРО ДПМН инсталира две структури кои природно Кој он ги завојува. кој тој ги има скарано. Да. Видите, кампањата беше 2004 година. Ова ни Бранко Црвенковски не би можел да го реализира. Видите, јас никогаш не сум го потценил Груевски и никогаш не сум кажал дека не е добар менаџер на човечки ресурси. Напротив, он се докажа како најдобриот менаџер на човечки ресурси до сега од сите можни премиери или лидери во Македонија. Спомнавте 4 лица, значи во интервјуто пред 3 месеци, спомнавте 4 лица за кои ќе инсистира Никола Груевски да не бидат санкционирани. Дека тој е договор направен со Зоран Заев, можеби со меѓународна заедница, а сигурно со партијата ДУИ. Дали се реализира тоа сценарио? Во меѓувреме ја почнате да говорите за 7 лица, дека не се 4, туку дека се 7 лица. Постои ли такво сценарио каде што Никола Груевски во пакетот на негово бегство во Будимпешта и во Унгарија прави договор со Заев да не бидат санкционирани 4? И кои се тие 4 лица, ако можеме сега да ги кажеме? Во тој момент, мислам до овој момент се извинувам, до овој момент ниту едно од тие 4 лица ниту е притворено, ниту е обвинето. А на едно од тие лица му истекоа сите можни обвиненија, односно застареа сите обвиненија. На статус на Павле Богоевски, поранешниот пратеник од Чарената револуција, од листата Тока толку многу ме меша, од листата, Ради Петар и Павле. Да, он пишува, тоа беше судење на Трајко Велјановски, некаде пред месец и пол дена, каде што не се, нека скоро 2 месеци, каде што не се појавува сегашниот председател на собранието Тала Џафери. Значи Павле Богоевски тоа на 18 септември напишано, вели Тала Џафери поради работната агенда не можеше да присуства на денешното рочиште против Велјановски и останатите организатори на 27 април. Тој е клучен настан, тој е 27 април. Клучен настан. Ако не се расчисти 27, нема да се расчисти ништо во Република Македонија. Значи, Која контролира Републиката? Да, значи Павле Богоевски го обвинува Тала Џафери дека намерно не се појавува на судењето на Трајко Велјановски. И вие одите тамо и пишувате, односно ставате коментар. Нели знае зошто? Што треба да знае Павле Богоевски? А вие му кажувате. Зошто Тала Џафери не се појавува на судење на Трајко Велјановски? Се појави пред една недела и медиумите беа констернирани и изненадени како Тала Џафери всушност му дава либи и го брани Трајко Велјановски. Господинот Велјановски е едно од тие 4 лица. Трајко Велјановски. Да. И ради тоа он веројатно ќе биде ослободен од тие обвиненија, односно ќе направи се што може ДУИ како гарант на тој договор да му помогне. Богоевски, дали тоа значи дека Трајко Велјановски е директна линија и врска која може во калта на 27 април да го пикне Никола Груевски? Дека ако се следи комуникација или ако се следи кореспонденција или контакти на Трајко Велјановски со Никола Груевски, веќе од што би се плашил Никола Груевски? Учествува терористички акт, на терористичко загрозување на Република Македонија. Тогаш ни Орбан не може да го држи во Будимпешта. Дали Трајко Велјановски е најслабата точка која може да го Господин Ефтов, да го вклучи Груевски во 27? Во време на војна кој ги зема чиновите? Војниците или генералите? Генералите секогаш. Епа, генералите седнаа и се договорија од двете страни да го поделат пленот од војната, а војниците, оние што ги Мицкоски многу жали и нарекува уставобранители, Спиле и Листен, или како ги каже? Ги остави да гнијат по затвори, извршителите на 27-ми,
Ајде да бидам потранспарентен и искрен, мислам дека тоа го знае и истрагата и упорно одбиваат да констатираат. Самиот настан 27 како сценарио имаше меѓународен супорт, односно менеджмент, но беше реал сценариото спроведено од 8-миот кат на Мербената палата и од аеродромот во Виена. Кај што се наоѓа Никола Груевски. Со можност да треба да напушти тој аеродром, зависи во кој правец. Тама е присутен Александар Николовски. Значи во моментот кога е на аеродромот во Виена, присутен до Никола Груевски Александар Николовски. Заедно со Никола, да, мислам, да. Да, 3 пати во дебати министерот, поранешниот министер за надворешни работи Никола Димитров го прашува Александар Николовски. Зашто власта на Заев не провери кој биле на 8-ми кат дента и кој го менеджирале сценариото? Кој биле на 8-ми кат? Па најдобро е да провери обвинителство и полицијата. Гледате, Не е моја работа да му е бркам работата на Русковска и на МВР, на кој има таму во МВР, не знам. гледате господине Се више Богојски. не знам кој се таму во тоа МВР. После изборите доаѓа до раскол помеѓу генералниот секретар Игор Јанушев и му бете заменик Игор Јанушев и Кристијан Мицкоски. Дури вела дека на Централниот комитет кај што Јанушев ја поднесува оставката, а претходно без одлука на Централен не сменато шеф на Републички изборен штаб од страна на Кристијан Мицкоски. Мицкоски вели Јанушев го прими куршумот за сите нас, куршумот фигуративно, значи, за да не мораме да објаснуваме зашто ги имаме изгубени изборите, но тоа не е битно. Значи, Игор Јанушев бил секогаш десна рака на Милејана Киевски. Дали почнува Сега да операција? кажете спотер на позицијата заменик. Па нели вела се дека- извинувам, на позицијата. Па Милејан генерален Киевски секретар. секоја сакаше да биде генерален секретар на ВМРО да помане. Па не можеше поради обвиненијата и го стави Игор. Го стави Игор Јанушев. Да. Вела дека постоеле 2 изборни штаба во еден И временски денес период. е истото. Во Белата И палата денес е истото. и во Палома Новиот Бјанка. генерален секретар на ВМРО ДПМН и генерален секретар Ѓоко, бидејќи не може да биде Сајковски. Сајковски, да, бидејќи не може да биде од Кичево Антонио Милошевски Не, Антонио Милошевски, или господинот Илија Китановски. Илија Китановски. Да. Вела дека Илија Китановски, освен со Сајковски, е на некој начин ментори на Александар Николовски. Да, не мислам Значи, дека си имате роднинска врска. Не сум Клучен сигурен. играч Но се мислам дека појавува се добри пријатели. во сите овие Александар, вас пријател. Во сите овие игри се Да, бе, ми се појавува. пријатели и Александар Николовски. И Илија Китановски. Дали почнува сега операција за спасување на Милејан Киевски? Бидејќи испаѓа дека Милејан Киевски ќе има едно 300 години затворска казна, ако Игор Јанушев е десна рака на Милејан Киевски, а Игор Јанушевски е во кумовски се поврзани, Панчо Тошковски кој е на статутарна комисија, Во политиката има само интереси. Димитар Димовски кој, значи Игор Јанушев се кумовски поврзани помеѓу себе. Плюс тоа го нема Игор Николов како човек на Милејан Киевски, значи луѓето на Милејан Киевски како да се елиминирани од структурата на ВМРО да помане. Зошто? Многу ме прашувате комплицирано, не за мене. Мислам дека нема да не разбери јавноста. Не, ќе не доволно. разбери. Многу се битни овие емисии да остани трага, Треба да господин. знаете една работа. Може ли да се направи пратеничка група, еве директно ќе ја прашам. Пратеничка група Треба едно да знаете. од типот дека на осомината Господинот Игор која ќе Јанушев. тргува со ослободување на Милејан Киевски. Господинот Игор Јанушев беше ставен за генерален секретар на партијата во неможност да биде господинот Милејан Киевски. Тоа го дефиниравме. Он работеше 24 часовно под посматра и контрола на господинот Милејан Киевски. На овие избори он ја губи таа позиција за да биде дел од сценариото во кое во погоден момент ќе има нова група ВМРО ДПМН независна Во парламентот. во парламентот, која во клучен момент за републиката и за одлуки погодни за СДСМ ќе издействуваат веројатно уште некои привилегии за луѓето од режимот. Вите, господине Бугарски, ова веќе отворено друго прашање, кое е многу клучно. Нема истото прашање, Васко. Не, Трговија со влијание се вика. Се извинувам. Боки 13 стратегија. Пред 20 Боки 13 ќе анализираме со Андреј Ковачев и со Ради Точев. Ама ова е Боки 13, ова е Боки 13 стратегија. Имаат ситни
слични склоности. Тргување со влијание. Има слични склоности Бојко 14 Андреј Ковачев и Раде Точев, главните играчи на Каракачанов, кои се представаат како главни играчи на Бојко Борисов во Македонија, но тоа малку за 5 минути. След 5 минути шикат бугарите. Ви рековте дека клучно останување на Заев на власт во Македонија, дека тој единствен играч или единствен адут кој може европската агенда да ја спроведе во Република Македонија. Ова не се извинувам. Тоа е неговиот филм. Така, во еден момент за да се спаси на власт, може би Зоран Заев ќе појде по патот на Никола Груевски ќе изигра на патриотската карта. Сега тоа после бугарските преговори. Значи он или ветото од Бугарија, од ветото од Бугарија. Ако нема договор со Бојко Борисов после нивните мартовски избори, Бојко Борисов да го елиминира Каракачанов и да направи договор со Зоран Заев, Заев ќе почне да игра на патриотска карта и ќе влезе во филмот на Никола Груевски. Дали групацијата на Јанушев може да му даде подршка на патриотската карта на Зоран Заев, кој би направил прекин на преговорите со Бугарија и би го исчистил ДУИ или структурите на ДУИ од власта во Република Македонија. А во јавноста би се појавила вистината дека Христо Мицкоски живее во страв од Бојко Борисов и не смее да направи никаков потек против ова што се случува во преговорите со Бугарија и господинот Мицкоски во овој момент буквално е спотер на целата состојба, измисли една максима за јазикот и за Гоце не преговараме, исто како што не преговараше нели за името. И со истото сценарио како пред референдумот за името, Мицкоски ќе прави некои смешни протести со по 200-300 луѓе низ Македонија. Завчера беа 300 луѓе. Околу 200 луѓе има. Со тие смешни избори, со таа максима за Гоце и за јазикот не преговараме, он ќе ја држи опозицијата да нема проактивна улога во процесот, за да му остави комодитет на Заев од јавачот на европскиот конј, да го земи, да го јавни конјот на Груевски, да стане патриотскиот конј, и во таа трансформација од реформатори во патриоти да се прикучат најсилните патриоти во парламентот, нели, и оние кои не се во согласност со Мицкоски, а Мицкоски да ја исполни задачата од Бугарија која му е дадена од неговиот пријател и соработник господинот Каракачанов, да се претвори во мекиот лидер кој сака да разговара и да најде решение некако во иднина. И уште нешто. Да му овозможи на Заев да расчисти со крилото на Шекеринска. Бидејќи тоа што ние не го гледаме, во тек е расчистување со крилото на Шекеринска. Прво да игра испадна Влада Милчин, која немаше веќе силата во фондацијата Сорос, беше сменет, односно си поднесе оставка во Сорос. Харангата против Лидија Димова е дел на тоа сценарио, иако не велам дека жената не сгрешила, земала пари, треба да сноси политичка одговорност, меѓутоа незината политичка одговорност ја бара човекот од најголема доварба на Зоран Заев, тој Љупчо Николовски, и Дамјан Манчевски, како прв човек и прв соработник на Радмила Шекеринска, кој сакаше да биде генерален секретар на владата, на кој му беше ветено дека ќе биде генерален секретар на владата, не му е тоа реализирано, си поднесо оставки од пратеничката функција и заминува во приватен бизнис. Во моментот се случува класично расчистување со структурите на Радмила Шекеринска. Значи Зоран Заев полека од европска агенда се префрла на патриотска агенда и расчистува со крилото на Радмила Шекеринска. Тоа е процес. Мицкоски со дефокусирање му овозможува на Заев тоа да го прави. Дали вие знаете што се случува во Струмица после преземањето на СДСМ од страна на господинот Заев во Струмица? Да, тоа беше исти модел. Она што јас го нарекувам струмички концепт. Да, исти модел. Тој мек пристап, тој начин на отвореност, неизбирање на партнерство и така натаму. Мислам дека во моментов се случува во СДСМ се случува буквално многу поголеми реформи од она што би требало да се случува обратно, реформи во ВМРО да помага. Гледате, Богоевски, например, портпаролот Костадинов во струмичките структури пред 5 или 10 години, значи фамилијата негова е во конфликт со Зоран Заев. Значи друго крило е Костадин Костадинов во Струмица во однос на Зоран Заев. Значи гледате како Зоран Заев успева, значи има и центрипетална и центрифугална мог да ги придобие противниците и да ги направи пријатели. Тоа се Тоа сега ќе се обиде да го направи во Скопје. Со крилото на Радмила Шекеринска. Он веќе има направено доволно пријатели од СДСМ во Скопје и
Мислам дека тој процес на реформирање на СДСМ ќе го завршат во моментот кога за жал пред ВМРО ДПМН ќе направат избор на лидер на внатре-партиски избори. Тоа го најавија за пролета. И ако тоа го направат, он ќе стане првиот најлегитимен лидер на СДСМ. Господин Бугарски, вие го нарекувате Мицконенко. Мицконенко и Самсоненко. Господинот Мицконенко се пријатели, братучеди или идеолошки колеги. Знаете зашо ја прашам? Го спомнавте Патриотскиот институт. Начело на Патриотскиот институт е господинот Александар Пандов. Велите дека вие сте го планирали, вие сте го предвиделе тој институт, сте му го предложили на Христо Мицкоски, тој го става Александар Пандов. Тоа е веројатно договорено, беше испадната одредена снимка на интернет мрежите, на социјалните мрежи, каде што е господинот Јордан Орце Камчев, господинот Сергиј Самсоненко и господинот Александар Пандов. Сите ние забораваме дека господинот Пандов е прв бизнис партнер кој Самсоненко или Сергиј Самсоненко доаѓа во Република Македонија, имат некоја фирма за кладење, за игри на среќа. Значи од тамо датира пријателството на Александар Пандов со господинот Самсоненко. Вие ја нарекувате руска линија. Дури во некој текст Болшевичка. Дури во некои текстови, анализи, меѓу редови можам да прочитам дека вие сметате дека тој Патриотски институт би можел да се искористи за реприза на некој 27 април. Дали добро сум ве разбрал? Дали вашата анализа оди во тој правец? А ако не сум ве разбрал, ве се извинувам пред публиката и пред јавноста. Дали вие сметате дека преку Патриотскиот институт ова сега собирање на одредени тврди радикални структури води кон некој нов 27 април? Иди Васко вака. Јас после избориве имав доволно време малку да истражувам повеќе за ВМРО ДПМН, бидејќи Немојте ко Мицкоски да ми избегнувате. Ќе ви одговорам најдиректно. Не сум очигледно џабе попусто сум бил 25 години во партијата, не сум ги согледал некои реалности. А тоа е следното. ВМРО ДПМН како партија е создадено од она болшевичко криво во Југославија, која не беше во милост многу на Тито, но секогаш беше двојна агентура во односите со Бугарија. Првиот премиер на Република Македонија, господин Никола Клюсев, беше еден од така да кажам, изразените прорусофилски политичари. Тоа значи дека ние во ВМРО ДПМН... Може едно прашање тука да ви поставам. Извини, јас открив фрапантен податок дека ВМРО ДПМН не се почива вистински она што си правиме, ние си гаеме узи на проамеричко, односно прозападно ориентирање вистинско. Туку напротив, во ВМРО ДПМН базично е проруското ориентирање. И тоа господинот Груевски многу добро го осознал, бидејќи имаше прилика лично да учи од господинот Клюсев, кој беше нели личен пријател. И Груевски тоа проруско криво во ВМРО ДПМН или советски блок, кој го нарекувам јас, он го мобилизираше околу себе и тоа го искористи за нападите на 27. Патриотскиот институт беше смислен да ги лекува овие луѓе и од луѓе кои беа злоупотребени и злоставени да ги мобилизира, да ги излекува од тој радикализам и да ги воведи во доктрината и каузата на ВМРО. Уски. Значи вие велите. Мицковски става не русофил, става параџија. Човек од интерес. Парадер. Не, човек од интерес. Кој ќе плати, кој да више, како беше на српското. Добро зборите српски, за бугарофил, доста српски. Сега ќе му направиш кеф на бугариве со. Да, доста српски узречици користите. Да, ме откри дека сум сраман. Да. Пера Богоевич еве сега, бидејќи сте Пера Богоевич, добро зборите српски, морам да ви признам. И ќе зборувам на крај за тоа, сакам да збориме за тоа, многу ми е битно. Не знам вие што сакате, тука зборите тоа што јас ќе ве прашам. А тоа што сакате ќе си зборите на други телевизии. Значи, тој човек сега има задача да направи токму обратното. Да ги повторно мобилизира тие МПЗиња кои беа искористени како војска за 27 како топовско место на 27 и тие да бидат новото топовско месо за некој следно сценарио при новите решенија кои доаѓаат со Бугарија. Соне, Бугарски, сигурно. Таа информација веќе година или се извинувам. Зошто има да речат луѓето дека влегуваме многу во филми на конспирации на заговори. Да ви кажам, само позадина да ви кажам. Русија нема интерес да ја малтретира Македонија.
Македонија е кашлица за Русија. Русија има интерес да го спречи влијанието на ЕУ и на САД проширување кон Источна Европа, па и Југоисточна, и Балканот. Посебно за НАТО. Во таа смисла е руското ангажирање во Македонија. Не зашто Русија е многу загрижена за Македонија. Се извинам, сино Богоевски, ќе не избега мислата. Ова е скучно да го кажам, само нешто дозволете. Ајде. Сите мислат дека Русија тоа го игра преку Србија. Не е точно. Русија тоа го спроведува преку Бугарија. Господин Богоевски. И сето влијание од Бугарија во македонската политичка сцена е спроведување на задачите од московијаните во насока да се дестабилизира македонската држава. Меморандумот на Бугарија, испратен до Брисел и до сите држави во Брисел, со кој ги објаснува бугарските позиции по таа ранковна позиција, е за прв пат оспорување на македонската државност. Така. И сценарио да не внесат во истото сценарио она што ги имавме пред преспа и пред референдумот, а тоа беше сценарио да не успее референдумот, Македонија да не влезе во НАТО, да влезе во длабока криза и да дојде до неспорно поделување на Македонија прво на сфери на влијание, а после и на самата држава. Добро, тоа Лавров го кажа. И тоа можам да го кажам и границите ги знам. Не, се извинувам. Лавров тоа го кажа во рускиот парламент дека следи. Ги знам границите, сега да ви кажам. Каде се границите? Србија со големо Косово, со делови од Македонија, требаше да граничи по македонско-српската железничка пруга, неспорниот српски дел Куманово, Крила Паланка и така натака. Бугарското сфера на влијание е по линијата Делчево, Кочани, Велес, Битова и Охрид. И во таа приказна и во тие идеи за поделба на Македонија, прво кантонизација, а после распаѓање на македонската држава и за секојаш уништување на постоењето на Македонија, не успеа со самото влегување на Македонија во НАТО. Сега повторно се користи Бугарија да се возобнови филмот за повторно дестабилизирање на Македонија. Значи, колку ве разберам, Куманово, Крива Паланка, Вардарско-Моравска долина би биле под српско влијание. Значи тамо некаде Кочани, Штип, доле Битола, Охрид би биле под влијание на Бугарија и они западен под влијание на Албанија. Тоа е картата за кој говорите. Но зборуваме за буквално прераспределување на Северно Косово и компензација за Косово со македонска територија, а компензација на Србија за Јужно Косово со македонска територија. Фактички Македонија да ја плати цената за договор за Косовското, ја плати косовската фактура, а Бугарија, како што ги дал господ Никош, неспособни да преговараат и да размислуваат со главата, да конечно исполнат некој сон за некакво сирото влијание во Македонија, а после тоа нормално дека пак ќе бидат изгонети од Србија и од Грција од тука. Господин Богоевски, ќе се вратиме на тоа прашање кога ќе говориме, веќе сме крај на емисијата. Велите Бугарија, заборавате Грција. Значи никоја Србија не била руската алатка или рускиот боздован со кој делува на Балканскиот полуостров. Тоа било Бугарија, на кој им ја права Сан Стефанска Бугарија. Освен за време на првите Караѓорџевиќи. Делумно. И второ е Грција. До пред 2 века руските бродови пловат под грчко знаме. Джефри Пает, амбасадор од сегашна на Америка во Грција, кој е донесен на таа позиција од функцијата амбасадор на Америка во Украина кога се прави Мејдан и таа шарена револуција тамо, има задача да го спречи руското влијание врз грчката црква и врз грчката влада. На власт се носи Мицотакис, тоа е таа критска линија, сите кои завршуваат на КИС се критска линија и тоа му се смета како најголем успех. Успева да го спречи руското влијание. Вие гледате како во времето на поранешниот министар за надворешни работи Путин доаѓаше, беше приман и седна на престолот во Света Гора како што следеа поранешните византиски императори. Тоа значи дека Русија и Бугарија, но да не избега темата. Можеме ли за 27 април да се вратиме? Вие со тоа што велите дека тие МПЗиња сега ќе се искористат повторно за 27 или некој нов 27, и обвинувате Русија дека стои зад тоа што се случи на 27 април во Република Македонија?
Не обвинувам Русија. Така јас го разбрав. Ја никој немам право да обвинувам. Добро, нели? еве, во вашата анализа Јас сметате дека Русија стои за настаните за 27. Јас зборувам дека Русија се бори легитимно за своите интереси на Балканот и со тоа се бори да не се прошири НАТО и ЕУ. Вие велите 27. требаше 27 да беше покаже обид кој ќе да биде се власт. спречи влез на Македонија во НАТО. Кој стоеше позади тоа? Таму беше снимен српски агент. Обид за државен удар и таму беше под будното око на еден од најголемите оперативци по таа линија, поранешниот советник за безбедност на господинот Иванов, председателот на Републиката, Синиша Лексовски. кој беше директно вклучен во случувањата околу референдумот и она што значеше спроведување на сценариото за разграничување и денешниот господар на паметот, на мозокот на Христијан Мироненко. Мицконенко се извинувам. Со углески. Вона сценарио А и сценарио Б. Кај што велите во сценарио А. Види, Христијан можеби, иако не е, можеби е добар човек. Меѓутоа, Мицковски или Мицконенко, он не е слободен човек. Он е заробен од толку многу структури околу него. Вие пишете дека Што веќе неговото продолжено влијание на политичката сцена во земјава представува опасност за државноста на Македонија. Тоа бе разбрав. А Заев е себичен и го штити Мицковски да остане лидер на ВМРО-ДПМН, А му дава пари. тргнувајќи од себичниот личен интерес. Видите дека Занемарувајќи го националниот државен интерес на Македонија. Видите дека има и план Б кај Мицкоски, да за 2 години биде член на Левица. И тука директно го посечувате Синиша Лексовски, која контролира партијата Левица. Да, апсолутно да. Дали е тоа проруската линија? Се спомнува еден буцкаст новинар во една опозицијска телевизија, кој исто така најден како близок прва линија на соработка со руска амбасада. На господјата, мислите на господјата Сијановска Давкова. Знам дека мислите незиниот граѓански шеф на штаб. Не мислам, јас само спрашувам. Видете, Левица е одлично смислен проект на таа стара олигархија која го раководи и ја држи и ја контролира демократијата во Македонија. Зашто? Се појави во овие избори огромно граѓанско незадоволство кон нив. Падна во криза двата блока кои ги контролираа граѓаните. Огромна маса граѓани не излегоа на гласање. Но тие кои излегоа да ги казнат и ВМРО и СДС, бара своја артикулација политичка. Точно знаеа они дека доколку граѓаните ни дадат одредба нас, дека ние сме сериозни со нашиот проект за обештетување граѓаните и нашиот проект за либерализација на банкарскиот систем, кај што ќе падне олигархиската власт. Они го измислуваат Димитар Апасиев, кој е олицетворение и продолжена рака на олигархијата. Он ги оглавува реално, искрено незадоволните од македонската власт, криминал, олигархија, млади луѓе кои се бунтовни, кои не сакаат да живеат во оваа контролирана демократија, му ставаат еден оглавник на нив и како со џојстик ги управуваат граѓанското незадоволство, го насочуваат на погрешен правец, но не во правецот каде што треба вистински да биде, а тоа е правецот во банкарството, каде што лежи контролата на државата. Кога беше мигрантската криза, структури на Левица одеа и ги рушеа мегите или оградата на македонско-грчката граница. Финансирани се во тој момент од Роза Луксембург Штифтунг. Тоа е одреден фонд. Бидејќи во Германија сите политички партии се имаат одредени фонди кои се финансираат од германскиот буџет. Зборувате за старата Левица? Да, збориме за старата Левица. Не, ова е друго созема. Да. Тие што беа вистински учествуваат во тие протести, учествуваат во протестите кога е мигрантската криза во Македонија. Кога треба да се руши во време на шарена револуција штабот на Ѓорги Иванов, повторно е Левица. Гледате, значи кога треба да се влези во СЈО и да се биде осигурач на работењето на специјална да се спаси Левица. Повторно значи е Левица. Кога треба да се собери незадоволството на социјалните мрежи и да се канализира во еден правец, повторно е Левица. Правите грешка. Може да прави, но видите следот на околности. Не, правите грешка. Не ја персонифицирајте Левица со Апасиев.
Значи, она што беше претходно и она криво кој на вистински гледаше романтично на тој збор левица, ленки и така натака, и да се спротистават на олигархија во Македонија. Не е романтично. Значи, тоа е све пресечено со скалпер и отфрлено од таа партија. Значи, извинете, олигархијата, судот, чија собственост е на олигархијата, нели? Му ја даваат на поклон левица на Димитар Апасиев, кој успешно го спроведе проектот СЕО и Империја и добив поклон за тоа, пратенички мандат и политичка партија. 1000 подписи му ги собра ВМРО ДПМН, за да се регистрира пред изборите левица. Таа беше распадната партија. Но на крајот, во целата кампања, беше толку многу факторизирана со тие олигархиски медиуми, со тие будипештански медиуми, со тие, да ги кажем, на палатата медиуми и така натака. И второ, јас каква разлика права меѓу мене, веќе кажам, и Димитар, пошто бевме против кандидати во Кецот. Димитар беше поубедлив од мене дека сериозно мисли или дека е поопасен за Заев. И јас не ги убедив доволно граѓаните дека сум опасност и дека планирам промена на Заев. И затоа веројатно гласаа за мене тројца, за него 300. Но, многу скапо ќе чини и овој народ и ова земја проектот Левица. Особено личниот проект Димитар Апасиев. Господине Бугарски, 27 ни бега веќе 5 пат од целата таа работа. Градовите Прилеп и Велес се клучни за 27 април, бидејќи најголем дел од луѓето кои лежат во македонските затвори за 27 април се токму од Прилеп и толку од Велес. Ве велите дека имате некои оперативни сознања или дека имате сознање, дека знаете кој е на 8-миот кат во Белата палата, кој учествува и кој го контролира целиот процес, но не сакате да го земете лепчето на Вилма Русковска, но имам директно прашање. Дали во рамки на операцијата 27 април беше планирано влез во Велјашката и во Прилепската касарна, зимање на оружје и правење граѓанска војна во Република Македонија? Господин Ефтов, јас сум носител на сертификат државна тајна и сум актуелен државен советник за одбрана во земјава и не сум во можност да говорам се што е поврзано со армијата. И не можам да дадам одговор на тоа прашање. Промашувам или погодувам? Не можам да дадам одговор на тоа прашање, бидејќи јас сум обврзан да ги штитам сите службени или било какви тајни на армијата и на Министерството за одбрана. Јордан Орце Камчев, клучен играч. Дури вие ова ВМРО ДПМН го нарекувате Орцево ВМРО ДПМН. Камчево. Толку ли е голема мокта на Јордан Орце Камчев врз сегашното ВМРО ДПМН, врз Христијан Мицковски? Мицковски го слушавме, нели, во она што го говореше на средбата, они телефон, разговор снимен од Слободанка Алексовска, Зоки Милевски или Зоран Милевски Кичец, дека му доложи на Орце Камчев, дека му е благодарен, дека му го репрограмирал долгот, подоцна неговите родители, нели, кои беа заболени од корона и од COVID-19 се лечеа во Систина. Сега гледаме дека Зоран Заев прави договор со приватните ординации, им дозволува да лекуваат за COVID-19 Систина, што значи дека и Заев веќе ги има подобрано односите со Камчев, но ќе се вратиме на Заев и на Камчев. Дали Христијан Мицковски е под контрола на Јордан Орце Камчев и дали Јордан Орце Камчев има политичка партија која ја користи секогаш во преговарањето со власта да не му бидат актуализирани судските процеси? Јордан Камчев е можеби еден од најуспешните блефери во земјава. И тука можем да му честитам. Не може да биде блефер ако контролира. Контролира со блеф. Се контролира со пари. Но во исто време, тој ги создал тие пари, не му дошле поклон, нели? Дечкото се бори и ги создал тие пари легитимно. Вие пишувате за 15 милиони евра. Вие пишувате за 15 милиони евра дадени на бугарски структури. Не пишувам такво нешто. Па добро, јас ме ги редови во коментари сум и прочитал, може сте го избришале. За сума од 15 милиони евра кои бугарски структури финансирани од македонски олигарси. Не велите Јордан Орце Камчев? Не се 15, се 14 милиони евра. 14, добро, еве, значи погрешно сум сватил. 1 милион сум додал на таа. Бугарски структури кои добиле пари, 14 милиони евра од македонски олигарси. Не велите Јордан Орце Камчев, за да предизвикаат политичка криза во преговорите помеѓу Скопје и Софија. Видете, бугарите се многу ефтини. И ние мислевме за бугарките, значи и бугарите се ефтини. Многу се ефтини и многу ефтино ја купија она создадена европска бугарска моќ како држава.
и која и да била сумата и кои да биле тие влијанија, самото кандидирање или пројавување на Јордан Камчев за бугарски конзул во Македонија. Конзул во обид вие го дефинирате, бидејќи не стана конзул. Не стана, конзул во обид. Бидејќи беше стопиран во обидот да стане. Конзул, и тоа од македонска страна беше стопиран. Нешто што Бугарија не може да го прости до ден денес. Навредена на нивната голема империјална бугарска суета. Суета која ги уби и ги уништи и им направи 10 национални катастрофи. Но оно што е побитно е тоа дека ВМРО ДПМН преку линијата или ВМРО Камчева, се извинувам, да бидам попрецизен, пошто ВМРО ДПМН е многу поголема структура, ВМРО Камчева е она која сега молчи за сите разговори на Македонско-бугарската историска комисија. Да, збори за се и се што. За струјата вчера во Охрид, за струјата во Охрид, струјата во Прилеп. Вчера штрајкува за магарето на Лидија Димова, истиот ден кога се преговараше буквално за ВМРО. За ВМРО. Дали е бугарска или македонска? Господине Богојски. Пазете, ВМРО ДПМН штрајкува, ден кога се преговара дали е ВМРО бугарска или македонска организација, ВМРО ДПМН штрајкува за магарето на Лидија Димова. Господине Богојски. Сега ме разбравте зашто ви кажувам дека таа опозиција е комплетно контролирана. Ама ве разбирам цело време. Видите, ако Гоце Делчев е спорен, а е најчист во револуционерното движење, така? Ако Гоце Делчев е црвената линија на Мицковски и не го дава Гоце Делчев, тоа значи дека он ги има дадено Тодор Александров и Ванчо Михајлов. Ја тоа така го разбирам. Ако ги има дадено Тодор Александров... ако е наплатено тоа добро, не е проблем. Ако го има дадено Тодор Александров и Ванчо Михајлов, тоа значи дека е дадено историското ВМРО. Тогаш ние на 23-ти. Јас ако забележувам... Ако Гоце Делчев е спорен, Татарчев не е спорен, тој се на класични пробугарски позиции. Батанџиев се на значи тоа они знаат дека јас знам што е сценариото. ВМРО да биде пратено во историјата? Не. Да не постои партија со име ВМРО? Да му се даде некакво достоинствено излекување на владата на Бугарија од нивната замка, рамковна позиција, во која влегоја. Да почнеме ние преговори со Европска унија, меѓутоа под услов билатералните барања на Бугарија кон Македонија да станат европски барања кон Македонија и да влезат официјално во поглавието добрососедство. Мите Мицковски сега се сведува. Тоа е, да се доискажам, тоа е буквално национално предавство на земјава. Мицковски на тоа сценарио не само што молчи, какарадака нешто, прави нешто. Не, се сведе на не само што не сме да му претне на ВМРО Камчева по таа линија, туку има директно организиран напад врз мене из македонски концерт, заедно со господинот Каракачанов. Атентат, така го дефинирате. Не, во наводници. Вие велите, вие велите цел на атентат. Па еве имам да не ви... Не сум јас вело или оној као сегаше други он што ќе атентатира министерот од еден ден. Не, на вело друго сценарио. Јас викам да бидам 4 пати кола со срански таблички го претекнала на автопат. Тоа е болеста во ВМРО. Да бидам, јас викам трнат политичката сцена. Дослушаме што направија. Во истиот ден Каракачанов во Бугарија ми нарачува текст од познатиот удбаш Владо Перев, нели познат удбаш таму Тутунар, како му беше тоа удбашкото име, а Мицковски во Македонија ми ја пушта Иванка Ива, Додевска, Македонска... Внимавајте, Пече си ми ја има. Ви има побарано да се извините, ви има закана за клевета. И ми пуштаат тужба. Да, имате тужба. Но, пази што е интересно, Васко. Пред да ми се случи сето тоа, ми доаѓа човек на Красимир Каракачанов. Бара од мене да бидам благопријатен кон позицијата на Бугарија и играва на Мицковски со бугарското прашање. А во исто време, доколку тоа не го направам, дека следниот ден ќе биде објавено за мене афера. Што објавува следниот ден? Каде ако не, во медиум од куририте, Курир, Инфомакс и така натака, што објавуваат за мене?
Каракачанов се обидува да ме представи мене за откако не помина приказната за Пера Богоевич. Им стана интересно на Мицковски пошто има потреба Мицковски во Македонија да ме представи како бугарски шпион. Тоа е стратегија стара на Синиша Лексовски, уште кој беше во кабинетот на претседателот Иванов и направија предмет за мене шпион 4. Можам и тоа да ви кажам. Шпион 4. Ќе ви кажам за тоа ако сакате. Што се дешава? Објавуваат за мене небулози. Како Каракачанов ме финансирал во студии. Тоа е глупост невидена. Еве го повикувам Каракачанов преку вашата емисија, вас ви е пријател, ќе гледа емисијава, го повикувам да излези и да го демантира тоа. Ако Каракачанов на мене ми дал во животот 1 евро, ја ќе му вратам 1.000.000 евра. Значи, сите тие приказни за адреси во Бугарија, гласање мое во Бугарија, средби со Каракачанов на Пиротска 5, за јавноста појасниме дека тоа е зградата на Гоце Делчев и Ѓорче Петров. Седиштето на ВМРО. Тоа е сето се небулози, не е точно. Во животот немам еднаш влезено на Пиротска 5. Но А на Пиротска 6? Тоа е нарачано. А на Пиротска 6 се влегле? Ниту на Пиротска 7. Тоа е нарачано. Тамо се јавните куки. Можно. Тоа е од ВМРО можеби. Тоа е нарачано и заедно со Мицковски обработено во Македонија. За да се прекини моето јавно зборување на ова што претходно го кажав за сценариото за решавање на проблемот меѓу Македонија и Бугарија. При тоа да знаете дека во Бугарија има две клучни структури. Едната е она искрената романтичната, но која стварно верува во дебугаризација на Македонија, а другата страна е она параджиската или интересджиската, која многу ефтино е купена од структури од Балканов и која действува на воскресување на живковизмот, односно дајте ни нас тоа историјата да ги молчиме дома овие што скокаат македонците, пошто има таму на 2,5-3 милиона македонци кои се позиционирани невисоко во бугарското општество. Докато се случи тие македонци да добијат поинаква идентификација од мизејци, например, ќе има проблем и распад на бугарското општество. И они бараат воскресување на живковизмот. 44-та, се понатаму не ви спориме, само дајте паричките. А овие романтичаните, овие искрените, кои сонуваат за ребугаризација на Македонија, се многу почесни и поискрени луѓе, но нивниот сон е просто спротивен на македонските интереси. Затоа ситуацијата е толку комплицирана во тоа прашање. И затоа прво ме праша мене кога сум станал патриот, да се вратам се на почетокот на интервјуто, пред да ме прашаш за гласовите, и јас не станав патриот по нарачка, туку во оној момент кога осетив опасност за македонската државност, со бугарскиот меморандум, мое внатрешно чувство и повике да се активирам и да направиме се што можеме да ја запазиме македонската државност. Бидејќи имате сертификат и не можете за војни тајни да зборите, Вело Марковски беше во комуникација со македонски концерт да биде носител во втора изборна единица на изборите на 15 јули, сега стана член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Втора или трета изборна единица, да, јас планирав, беше во план да биде кандидат и го поканив на разговор, меѓутоа ништо не испадна од тоа, не се договоривме и не се направи тоа. Беше близок до реформаторите во ВМРО ДПМН, меѓутоа не сте го вклучиле. Тоа се моите информации поради неговата поранешна сопруга Ѓулистана Марковска, која беше виден член на ова структура реформатори во ВМРО ДПМН. Мене Ѓулистана ме прогласи за непријател. Нејзин личен поради тоа што на некој начин професорот Вело Марковски го респектирав со неговите некои ставови во тоа време. Господине Богојски, ако ви има одбиено Вело Марковски или не сте се договориле, вие да не сте таа кола со странски таблици која 4 пати го претркнува на автопатот Скопје до Штип? Не, јас имам во моето семејство поседуваме 2 коли и двете се со скопски таблици. И немаме навика да се возиме сериозен политички субјект, може да имате партиски полки. Немаме навика да се возиме со странски табли и да претикнуваме други коли. Ради Точев, Андри Ковачев и Лјупчо Нешков. Лјупчо Нешков е малку познат во македонската јавност. Прв човек на БГНС во Република Македонија и тоа што беше поранешниот директор на Балканска банка во Република Македонија, кој ги поврзува Лјупчо Георгиевски и Никола Груевски, тоа е сега господинот Лјупчо Нешков.
но во прва борбена линија се Андреј Ковачев и Ради Точев. Ке можеме ли нешто да раскажеме? Андреј Ковачев е европратеник од редовите на партијата ГЕРБ. Дури во една опција, една варијанта се најавува како можна замена за Бојко Борисов на чело на партијата ГЕРБ. Потекнува од болшевичко семејство, комунистичко семејство, од центарот на Софија, претходно член на земјоделската партија, па кога се прави ГЕРБ и кога Бојко Борисов ги укрупнува, вие нешто сега најавувате како ќе укрупнувате, кога Бојко Борисов ги укрупнува тие опозицијски структури, после падот на владата на Симеонски со Бурговски, господинот Ковачев доаѓа како Бојко Борисов. И Ради Точев, тоа е екипата која е блиска на Каракачанов, која е блиска на Јордан Роце Камчев и која најмногу ги изострува македонско-бугарските односи. Вториот е господинот Ради Точев, татко му амбасадор на Бугарија во Соединетите Американски држави. Пред неколку години кога е вторна листа на партијата ГЕРБ, прави одредена сообраќајка. Дип стейтот во Бугарија му ја покрива целата таа сообраќајка. Загинува човек во таа сообраќајка, но Ради Точев поднесо оставка на таа функција, близок пријател, школски другар со господинот Саркози. Тоа се играчите кои сега водат бугарската политика. На нив двајца, на министерката за надворешни работи и на господинот Бојко Борисов и Каракачанов, вие им се обративте директно, ги тагнавте, прашувајќи ги дали меморандумот е нивна измислица и тоа можете да им го простите, или е проект кој преку Белград е донесен во Софија, а од Софија е пратен во Скопје. Вија Москва. Вие Москва. Прашав вија Москва дали е. Бојко Неков го обвинува Бојко Борисов дека е шеф на бугарско-руската мафија која владее сега во Бугарија. Видете, бидејќи ме прашувате за луѓе кои ги познавам и кои имам, нели... Пак ли сега ќе глумите? Не, пријателски односи. Па добро. Би сакал да кажам следното. Мислам дека во јавноста во Македонија Андреј Ковачев е погрешно интерпретиран. Во смисла е представен како најголем националист, а неговата вина е тоа што е премногу емотивен по македонското прашање. Он ако успее да зачува таа негова емотивност под контрола, и јас имам истата мана на моменти да имам емотивни испади, он ќе биде разбран подобро и поинаку во македонската јавност, бидејќи он, видите, тука морам да ве прекинам. Он не е изворот, сакам да ви кажам, на таа политика. Ама не сте во право, гледате, во еден момент, тоа е минатата недела, или интервјуто што го дава за Канал 5 телевизија, значи ова недела пред 3 дена, 4. Господинот Мицкоски се промовира во портпарол на бугарската министерка за надворешни работи. Добро, тоа е координирано со ВМРО Камчева. А Александар Николовски во континуитет се промовира во портпарол на Андреј Ковачев. И тоа што Андреј Ковачев го бара во ИПП или Европската народна партија, Николовски го кажува во Република Македонија, на некои од неговите омилени медиуми. Сега господинот Мицкоски го кажува тоа што Захариева наводно го прашала или му го сугерирала или му го предложила на Бојар Османи. Гледате, двојката во врвот на ВМРО ДПМН или ВМРО Камчева се промовирани како портпароли на Андреј Ковачев и Екатерина Захариева. И тоа е навредливо. Не може македонската опозиција. Видите, прашањето е дали е точно дека ќе има преспански договор за односите меѓу Македонија и Бугарија. Прашањето е како ти ќе реагираш. Пишува Facebook статус за 11 октомври, пишува фашистички окупатор, не кажува кој е фашистички окупатор, говорам за Христијан Мицкоски. Нема сила, нема мок, нема храброст да каже дека тој италијански и тој бугарски фашистички. Ако каже дека италијански, стипендија има од италијанската влада. Бил на специализација во Италија. Ако каже бугарски... И таму е Веритас. Да. И таму е Ларис Гајзар. Да. Ако каже Бугарија, ќе се наљути Јордан Роце Камчев кој контролира, да не речам ја финансира таа политичка структура. И тука е магија, и се дека Зоран Заев го има тоа на располагање, ќе владее во Македонија, ќе владее вака, неспособно, полукриминално, со распродажба на национални интереси, зошто бидејќи овие се немокни, корумпирани, купени и под контрола. За две работи. Ајде. Дали ќе имаш пасивна или проактивна улога во прашањето? Нема конкретно се кажете ми. Ние избравме активна. Значи еве и излегуваме секој ден со предлог како се дојде до решение, особено на македонизмот. Бугарски. Во негова бугарна форма. Вие може да сте пријатели колку сакате со Ради Точев. Христијан Мицкоски, буквално, бидејќи не е слободен човек, да повторам, не е слободен човек. Добро, разбравме тоа. И бидејќи Бугарија исполнува задача од нивните собственици, од нивните газди, од московјаните,
за дестабилизација на Македонија, односно да го одложи процесот на проширување на Европската унија на Балканот. Мицкоски буквално е компатибилен со структурите на Бугарија кои ја исполнуваат московската задача и она што тој го посакува прво собствен личен интерес во Македонија, Кој е шефот? а тоа да докаже дека ние не можеме да влеземе во ЕУ ни со сменато име и дека он бил во право, нели? Но од друга страна, бидејќи он не е слободен човек и он е целосно контролиран од истиот тој центар, затоа го викам и Мицконенко, он ќе молчи и ќе подготвува некакви си глупости од типот на патриотски институти на Пандов и ќе прави некои си други подготовки за дестабилизација со цел да го искористат онај трегрен момент, онај момент на висока емотивност во земјава, Да. која ќе биде искористен за ново скандализирање и уништување на имиџот на Македонија пред Европската унија и со тоа да се исполни нели московското сценарио за одлагање на проширувањето на ЕУ. Господин Бугајски, кој е шефот на Андреј Ковачев и на Ради Точев? Красимир Каракачанов или Бојко Борисов? Кој е Deep State во Бугарија? Московски, руски Deep State. Мислам дека Дали длабока држава е Красимир Каракачанов во Бугарија? Може би он е представник на длабоката држава на Бугарија. Красимир Каракачанов. А инаку длабоката држава во Бугарија е она што значи старата служба која ја раководеше Бугарија. Тоа е ГРУ, 70 години. ГРУ или КГБ. Војното или од друго не можеш разузнавање? да ги направиш разлика денес. Веројатно се ги прелиле луѓето од една во друга структура, но седишето на ГРУ е во Софија, а не, да речем, во друга земја во Балканов. И многу е интересно, она документација која јас сум ја гледал и ја имаме на располагање, е интересно, сите оние кои се најпознати бугараши во Македонија или паспорташи, што вадат пасоши и така натака, сите доеден се на списокот на двојни агенти. И комуникација со Бугарија, а сите доеден се оперативци на поранешната југословенска служба. Агентот Зорка. Вие говорите за агент Зорка. Не, јас зборувам за агенти напишани на 10 страни документи. Агентот Зорка Тоа се преку 150 е со луѓе. потекло од Охрид и е главен во ова паспортна, како вие нарекувате, мафија за издавање Не на јас, бугарски. Бугарија така нарекува. Да. Кој е агентот Зорка? Вие рековте дека објавивте само една страна од 10 страни што ги имате и дека таму има многу интересни, сигнификантни имиња. Агентот Зорка е член на ВМРО ДПМН, право прашање, дали од Охрид и дали е шеф на паспортната мафија, која го организира тој процес на издавање, продавање, купување, тргување со бугарски пасоши. Јас мислам дека за таа работа во тек е истрага или предистражна поставка и во Македонија, не само во Бугарија. И за да не наштетам на таа истрага, ќе бидам повоздржан во одговорот, но само ќе кажам дека тие така наречени посветени паспорташи или паспорджи, како ги викаат, не знам што им даваат пасоши на луѓето, се собственици на неколку фирми во Бугарија. Ова екипа И тие фирми се сретнуваат во спојка со други македонски политичари и имаат своји фирми и во Србија. Спомнувате некоја угледна нафтена компанија која преку Будимпешта финансира ВМРО ДПМН. На која компанија нафтена мислите? Не преку Будимпешта, преку Бугарија. Преку Бугарија. На која нафтена компанија? Не можам тоа да прецизирам. Седиштето е во Софија? Па има посилна структура во Бугарија околу Македонија. Господинот Златев е начело на таа компанија, бидејќи се говори дека во Албена постојат два хотели кои се направени. Едниот е на господинот Златев, вториот е на господин Бојко Борисов. И дека без разлика што Бојко Борисов привидно е во конфликт со господинот Златев, тоа е Лукойл компанијата, дека е привидно во конфликт со господинот Златев, всушност Бојко Борисов и Златев се бизнис партнери. Затоа се овие протести кои се сега во Софија. Протестите во Софија се против бугарско-руската мафија. Значи Бојко Борисов не е борец против руската мафија и влијањето на Русија, туку е полковник на КГБ.
кој работи за руските интереси во Бугарија. Тоа веќе им стана јасно и на самите бугари. Секогаш кога одам во Бугарија, не дозволувам ниту ручек да ми платат. Ме не дозволувам ништо. Сум јадел само 2 ручеци на сметка на бугарски државјани. Едниот ручек на еден прекрасен европски новинар, голем пријател на Македонија, господин Николај. И втор пат сум јадел ручек кој го платил еден бугарски европратеник. Никош друг пат не сум дозволил да ми платат ниту кафе, но треба да знаете дека кога зборувам веќе со бугарски представници, јас веќе не ги гледам нив како представници на Бугарија. Туку на Москва. Туку на Москва. Ова екипа. И веќе комуникациите со нив се секогаш со веќе изграден сомнеш. Со на бугарски. Знам дека имате сертификат и дека тоа може во секој момент да го искористите за да не ми одговорите на прашање. Не може да го искористите да лежам во затвор. Да. Ајде да пробам да формулирам прашање кај што би можело да... имаше таков обид да го искористи Синиша Алексовски и кабинетот на председателот Иванов, зашто се информирани и дипломати и... Тоа е аферата Шпион 4. Аферата Шпион 4, да. Господин Богојски, дали ова екипа... Која е креирана од Софија. Која? Шпион 4 е креирана од Софија. Афера. А Синиша Алексовски е еден од, така да се изразам, неблиските пријатели на еден од главните менеджери на македонско-бугарските односи. Богојски, дали ова екипа која се спомнува, Ради Точев, Андреј Ковачев, Красимир Каракачанов, леде да речеме длабоката држава Бугарија, која е контролирана од Москва, е екипата која спроведува аферата Рекет, падот на СЈО, носење на бугарската опрема за снимање и за прискулушкување. Да, има една линија која води кон дел на македонските безбедносни. Па сега вие ако го кандидирате Орце за ваш конзул, секако дека се потрудите да го заштитите. И тоа е очекувано, нели, државата која ве кандидира и сака да ви додели дипломатски статус со цел да добиете имунитет во земјата каде што сте представник, нормално дека ќе ве заштитува во услови кога сте загрозени, па макар било тоа загрозување и од Боки 13. Гледате, господин Богојски, имаме афера Рекет. Во наводници. Значи, гледате, имаме афера Рекет. Јас, например, никош не сум се согласувал со шарената револуција. Не сум се согласувал ни овде, не се согласувам ни во Киргистан, ни во Ерменија, ни во Украина, бидејќи сметам дека граѓаните без разлика... Со глобалистите? Не можам така да го дефинирам, но јас имам еден принципелен став, дека граѓаните треба да се доволно силни и доволно да посакуваат одредена промена на власт, без разлика во каков режим и каква заробена држава. Не сакам насилни улични протести. Тоа е, значи, надвор од мојата светоназор, надвор од мојата перцепција на политика и така натаму. Значи, но, оваа структура, гледате, Јордан Орце Камчев, го руши СЈО. Во век на пандемија, на здравствена криза, купува медицински сестри, купува докторки и така натаму и така натаму. Значи, намерно прави таа криза да се подлабочи. Значи, тој човек финансира ВМРО Камчев и така натаму. Значи, е вграден во сите политички кризи кои се случат. Велите дека има пријатели во Бугарија предизвикува политичка криза во преговорите помеѓу Скопје и Софија. Да, и од една Зоран Заев... Односите меѓу Скопје и Софија се заложништво на мафијата. Да, вие велите мафијата и велите еден конзул. Конзулот може да биде само Јордан Орце Камчев. И велите треба проверите подобро дали има и друг конзул во играта. Бугарски? Или српски? Па за Бугарија збориме. Кој е друг конзул, не знам. Српскиот конзул заврши неславно. Силјан Ницовски српскиот конзул. Заврши неславно во тие приказни на Боки 13 и така натаму. Боки 13 може би е српски конзул. Зошто Јордан Орце Камчев е толериран од Зоран Заев, а му прави 3 или 4 обиди да му ја руши власта и да ја руши државата на еден начин, со цел да ги избегне судските процеси. Зашто тоа е струмички концепт. Тоа е струмички концепт. Да бев јас на место на Зоран Заев, такво нешто немаше да толерирам и ќе беше сузбиено со сите средства на македонската држава и на меѓународните пријатели. Сега се пазарат, се минува законот за здравство. Не за македонски, туку за струмички концепт, тој концепт функционира поинаку. И очигледно, струмичкиот концепт е подобар концепт од македонскиот концепт, односно граѓаните на Македонија го препознаваат подобро отколку нас. И нели му даваат доверба да владее тој концепт. Богојски, некаде саат и 35 минути разговараме.
ги пробивме сите термини, недела вечери до емисијата. Ако почнат луѓето во 22 часот да ја гледат, се веќе ќе биде 23 часот и 40 минути. Значи многу време и има многу прашања, меѓутоа ајде тука да застанеме да има основа за некој интервју за половина или за една година. Што очекувате? Што ќе се случи во Македонија? Зоран Заев ќе го испочита договорот со Никола Груевски, Трајко Велјановски нема да заврши одатор. Можеме ли да кажеме кои се тие 4 велите во новото раководство на ВМРО ДПМН, на извршниот комитет? Се двајца луѓе блиски на Мијалков и една господја која во црни вреки ги носела парите од Будимпешта. Тоа е ваша формулација? Не би сакал да ги прецизирам имињата, ради тоа што Мицкоски веќе на дневна основа подготвува тужби за мене. Веќе не можам да се расправам со тужбите. Но она кое сакам да го кажам е следното. Со последните потези на господинот Мицкоски пропаѓа дефинитивно и обидот за или Мицконенко, пропаѓа обидот за редефинирање на ВМРО ДПМН и дефинитивно тоа заминува на маргините, односно во светот на радикалната партија на Војислав Шешелј. Она кое јас повикувам е максимално освестување во јавноста и мобилизирање на сите опозициони елементи во земјата, зборувам проевропски, промодерни, продемократски, зборувам напредни структури во земјата, да се обединиме околу една силно граѓанско движење и понуда за да го поразиме СДСМ на локалните избори. Локалните избори до година или локалните избори во Штип? Ќе се обидеме и на локалните избори во Штип. Бидејќи мислам дека последна шанса му дадена на Мицкоски со локалните избори во Штип, преговара Тоа е приказната на одборот за преговара со сите, пробува да направи поширока коалиција, ветува се и се што. Ако не ги добие изборите во Штип, ќе му биде многу тешко, иако го има Сашо Мјалков, како што велите, да го спаси на тронот во ВМРО ДПМН, сепак незадоволството во ВМРО ќе биде големо, ќе биде огромно. Имате 20 Постои опција да ги бойкотираат тие избори. Видите, има 20-30 илјади луѓе кои се вработено време на ВМРО ДПМН, кои земале кредити, на кои сега Зоран Заев им се заканува дека ќе ги изгубат работните места, тие ќе барат одредено решение кое може да им гарантира победа на следни избори. Ако процене дека Мицкоски не е гаранција за победа, тие сами ќе барат негова смена. Мицкоски можеби да го контролира извршниот и централниот комитет, но луѓето, тие 20-30 илјади луѓе кои имат кредити, кои имат одредена екзистенција, што и да се случи со ВМРО ДПМН, тие немат веќе верба во Мицкоски дека ќе победи. Лидер на партијата. И да успее сценариото за судска завршница на легитимност на двата конгреси. Бидејќи Мицкоски ќе прави еден конгрес, другиот ќе прави друг конгрес. Еден ќе го има. И има. да се случи тоа, секако ВМРО ДПМН ќе се подели минимум на 2, а можеби на 4 структури. Таа поделба на такви структури на ВМРО ДПМН ќе го донесат моментот кој постои денес, да речеме, со ВМРО ДПМН во Струмица, каде што секојаш војуваат две крива на ВМРО, најмалце, а секојаш СДСМ на Заев е комотно. И секогаш ВМРО велеше со ромските гласови победува Заев. Не, туку со разнебитување и дробење на ВМРО-ските гласови. Заев победува во Струмица со ВМРО-вците. Апсолутно. А во Македонија Заев ќе победува и понатаму со ВМРО-вците. И не знам, еве, вие знаете подобро од мене, како да ги освестиме овие граѓани, да разберат дека оние што ги перцепираат за патриоти и за борци против Заев, како да речем господинот Мицконенко, тоа е во суштина една структура поставена така да го овозможи ова што ви го зборувам. А тоа е трајно владење на структурата која е одобрена во овој момент од оние кои имаат киднапирано македонската демократија, тоа е олигархијата. Господинот Мицкоски е дел на струмичкиот концепт. Неговиот баџанак е дел на луѓето кои до пред известно време заедно со Заев со мотори ја шетаа Македонија. Така најблискиот пријател. Да, тоа е значи струмичкиот концепт. Господин Вуговски, јас имам амбиција да правам добри емисии. Ако го освеста македонскиот народ, уште повеќе. Ова е добра емисија, ова е одличен интервју. Благодарам, се најдобро, многу среќа. Се гледаме во некое блиско време. Благодарам многу. Ви реков дека одлично интервју. Интервју кој траеше 100 минути. И ви реков дека ако седнете да го гледате, нема да станете 100 минути. Мислам дека бев во право. Ова е една од подобрите интервјуа кои последните 15 или 20 месеци се снимени за емисијата во Центар. Ако ви се допадна ова интервју, ви најавам ново дружење четврток во 22 часот. До четврток во 22 часот, пријатно вечер Македонија, каде и да си.